Присутните во универзалната сала уживаа во богатството и убавините на македонските песни и ора, живописните народни носи, добро сочуваните обичаи. Сето тоа го зголемува богатството на македонската култура. Јас сум Музафер Макмут од Македонска радио телевизија од музичка продукција. Меѓутоа, 38 години во Македонска радио телевизија сум бил музичар. Во пензија сум, а моментално ме замолија луѓето од пензионерска општина, аеродром, да им свирам, да не зборам многу за мене, знаат Македонска телевизија кој сум јас зазорила. И за тапан, јас свирев до годишен, сет ми беше Пеце Атанасовски, златна гајда у Сицилија што доби. И тој Музафер сум јас. Свој придонес во збогатувањето на Републичката ревија дадоа и пензионерите од Сдруженијето на пензионери Неготино, мешаната група, која ја исполни песната Кога си бевме млади. Нашата група од Неготино, ќе се представиме со песната Кога си бевме млади. Пораката е да негуваат македонската народна песна, македонската Пензионерите да не бидат затворени дома, туку да се дружат и понатаму да гледат од постарите и помладите и да продолжат истата наша традиција што негуваме ние. Ви благодариме и на вас. Сакаме да бидат прекрасни песните, да се има секогаш дружба, да не се запостави музиката македонска. Се запознавме и со членовите на многобројната мешана пеачка група од Струмица. И тие имаа своја порака. Доаѓаме од Струмица, Здружение на пензионери Струмица, ќе ви се представиме со една многу убава староградска песна. Кажете ни нешто за вашето здружение. Здружението постои веќе 65 години во Струмица, функционираме најде со 10.000 членови. Културно-забавниот живот во Здружението е застапен доста. Во поглед на пејачката мешовита група што имаме тука, во поглед на оркестарот исто така и екскурзии, дружења, забави кроз разни манифестации. Која е вашата порака до нашите гледачи, до пензионерите, до гледачите на Трето доба, да се дружат, да се забавуваат? Драги пензионери и пензионерки, дружејте се и смеејте се, продолжете си го животот. Секоја доба во животот е добра. Затоа да бидат весели и среќни. И пензионерите да имаат равноправност и од провинцијата и од Скопје, а не само тоа. Пензионерите не чекаат некоја свадба за да заиграат, да засвират и запеат. Тие тоа го прават често на своите проби во здруженијата на регионалните ревии, еве сега и на републичката, на честите другарувања по разни поводи. Пеат и свират како да се надпејуваат, играат со леснотија, многу често и брзи, живи ора, без да го чувствуваат товарот на годините. Со песни, музика и игри се представи Здруженијето на пензионерите од Демирхисар. Ние сме од Здруженијето на пензионери од Демирхисар, меѓутоа можда ќе беше покомпетентен председател на Здруженијето на пензионерите. Јас би го замолил доколку е тука Пеце, веројатно е долу во организациониот одбор. Представете ли се, кажете ни нешто за вас, веќе имаме ретка можност да ве видиме на вака, ние само разговараме. Па со оглед дека Здруженијето на пензионери од Демирхисар секогаш се активни на сите собири на пензионерите од Република Македонија, било регионално, било републичко, значи активно се вклучени во програмата и во дружењето меѓу останатите колеги. За денес и за оваа прилика настапуваат машките со машко, тоест демирхисарско оро, така речено беранче. Значи беранче во демирхисарски стил. Беранчето демирхисарскиот крај, а женската група го игра невестинското само сега, денеска не. Во други прилики. Прекрасно беше чувството да се биде дел од 12-та републичка ревија на песни, музика и игри на пензионерите од цела Македонија. Уште еднаш ни покажа и докажаа дека умеат да уживаат во животот, да им се радуваат на ретките моменти кога се заедно.